Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро од студиото на К3 телевизија. Отстапуваме минути за темата на денот. Денес, како што веќе ви најавив, е светскиот ден на борба против СИДА. СИДАта е еден од најопасните болести на денешнината. Постојат многу митови, многу факти кои што се поврзани со оваа болест. Таа е неизлечлива болест. И покрај залагањата на многу научници широм светот, досега не е пронајден сигурен лек, ниту пак некоја вакцина. Начините за заштита од СИДАта се многу едноставни, но сепак бројката од илјадници луѓе секојдневно заразени е загрижувачка. Денес е светски ден, како што реков, на борба против СИДА, а оваа тема ја обработуваме со мојата денешна гостинка, доктор Јадранка Стаменковска, епидемиолог, а воедно и советувач за ХИВ-СИДА. Добро ни дојдовте. Добро утро. Така. Како во Куманово, односно во нашиот град, се одбележува овој ден? Центарот за јавно здравје, особено советувалиштето за доброволно доверливо советување и ХИВ тестирање, денеска е отворено од 8 до 15 часот и ги повикува сите заинтересирани, односно населението на општина Куманово и секако регионално, во регионални рамки, да дојдат и да се тестираат, односно да го знаат својот ХИВ статус. Значи, тоа е едниот дел, она што се однесува до советувалиштето, меѓутоа, она што е секако како главна програма наша, значи и на епидемиолозите, како и на останатите во Центарот за јавно здравје, колеги, значи преку сексуално репродуктивното здравје, ние вршиме предавања во училиштата со цел, значи, делење на едукативен материјал, запознавање, информирање на учениците, воедно и на населението за ова што значи ХИВ инфекција и што значи болест СИДА, односно мерките за спречување и ширење на оваа ХИВ инфекција. Како што рековте, СИДАта веќе тоа станува збор за хронична болест, се третира. Ние, Светската здравствена организација веќе зборува само за ХИВ инфекција. Во рамки болеста веќе се третира, значи станува збор за една хронична болест, каде што оној што веќе е заболен може, значи, да се обезбеди неговиот живот да стане квалитетен со постоење на антиретровирална терапија која е достапна и во нашата држава. Мотото секако е нула инфекции, значи тестирај се, спречи лекове. Нула инфекции, нула смртни случаи. Во светски рамки, најме дека повеќе од 36,9 милиони има лица кои што се заболени од ХИВ инфекција, деца од тоа се 3,2 милиони. Ново откриени случаи секоја година 2,1 милион има, смртни случаи 1,1 милион, како што рековте, тоа е навистина голем број од популацијата е зафатен со ХИВ инфекцијата. До сега починати има 39 милиони случаи. Во однос на нашата држава, во однос заклучно со 25 ноември, има регистрирано вкупно 310 случаи на лица од ХИВ-СИДА, од кои 83 се починати. Од нив 179 лица живеат се заболени од СИДА, додека 131 лице има ХИВ инфекција. Во последнава година регистрирани се 35 случаи, од кои 26 лица со ХИВ и 9 случаи на СИДА. Од тоа 20 има умрени. Во однос на полот, во последнава година 33 лица се од машки пол, додека 2 лица се од женски пол. Значајно е и она што е од почетокот, како што рековме од 87 година, кога првиот случај е регистриран, кај нас 89 година, 1990 година е регистриран првиот случај на СИДА и веќе 991 година првиот починат. Се менува начинот, односно со постоењето, значи со превземањето на сите оние
активности од страна на центрите за јавно здравје, од страна на Институтот за јавно здравје, од страна на Министерството, како и големо влијание имаше невладиниот сектор преку нивните здруженија и со доаѓање на глобалниот фонд веќе имаме промена, значи навистина еден напредок на бројот на тестирани во државата, затоа што знаеме колку повеќе луѓето се тестираат, населението се тестира, знаејќи значи на време откривајќи ја инфекцијата, толку навремено се започнува со антиретровирусната терапија и векот се продолжува, односно квалитетен живот имаат овие заболени. Во однос на што се однесува на нашата општина, има вкупно регистрирани 17 лица, од кои 11 лица се со ХИВ и 6 лица се со СИДА. Имаме 4 починати во текот на овој период од СИДА. Во последнава година има 3 лица кои што се регистрирани и сите тие 3 лица се од машки пол, додека минатата година имаше само едно лице од машки пол. Возраста која е зафатена, значи 23 години, оваа година беше, се движеше од 23 години до 38 годишна возраст. Во однос на пренесувањето, значи воопшто, значи во државата најзастапен е хетеросексуалниот начин на трансмисија на ХИВ инфекцијата, потоа следи трансмисија на ХИВ вирусот преку сексуален контакт, значи маж со маж, и потоа интравенските корисници на дрога, имаме хередитарен начин, односно наследување од мајка на дете 6 лица и кај 9 лица е непознат начинот на трансмисија. Од она што за нас е значајно, како советувалиште кое функционира од 2006 година, значи ние според програмата секоја година треба, значи тестираме во просечно, значи околу 100 лица и претежно тоа се, значајно е дека тоа се од машкиот пол. Оваа година истестиравме, значи до сега 85 тестови се направени, од кои 56 се мажи, а 29 жени. Дали бројката константно се зголемува на заинтересираните за тестирање? Значи, сепак можам да кажам, значи во просек тука се движи. Ние, како што рековме, советувалиштето е така анонимно, доверливо, бесплатно советување и тестирање. Тие веруваат во ова, затоа што тука работат двајца советувачи, медицински лаборанти, кои што имаат поминато обука, значи тие се советувачи, што значи дека се доверливи, значи акредитирано е советувалиштето и бесплатни се тестовите и тие може да ги дадат оние услуги што се однесува, значи за пред, тоа е многу значајно, значи пред да се направи тестот, значи тие доветуваат советување, значи пред тестирање и по тестирање. Затоа на секој ќе му олесни кога ќе добие негативен ХИВ тест. Меѓутоа, со ХИВ позитивен тест, тука е умешноста, нели, на нашите советувачи, меѓу кои и јас сум, а исто така и инфектолог има од општа болница, кои што треба да дадат ова на советување после добивање на ХИВ позитивен резултат. Значи, каде треба тој пациент да се упати, тоа лице да се упати, кога, значи сите оние прашања кои што остануваат нејасни во однос на тоа како го има добиено, каде треба, кога треба да се, на кого сака да го соопшти резултатот, кога тој ќе биде спремен, затоа што сепак ние сме уште една каде што постои стигмата, каде што е решено, има голем напредок во однос на дискриминацијата и стигмата, меѓутоа сепак постои тој еден одреден процент, нели, што самите лица мислат дека ќе бидат стигматизирани и дека треба време, нели, за да можат да се едноставно носат со тој проблем што тие во тој момент мислат. Сега се води и национална кампања, нели, во државата и така сите тие материјали може да се симнат од веб страната на Министерството за здравство, можат во советувалиштето наше да ги добијат сите информации, исто така тука на ниво на општината работи и со овој проблем невладината
организација, асоциација за сите опции на живот Пулс, каде што тие намалување на штети, особено работат со интравенските корисници на дрога и вршат теренско исто така ХИВ тестирање и советување, така да сите во еден аспект се опфатени сите, нели, овие, за да може населението да ги добие информациите и пред се, значи, да се тестира, а со тоа и навремено, ако дошле, значи, со ХИВ вирусот, да го превземат лечењето. Да. Колку пати во текот на една година се организираат овие бесплатни тестирања или пак дозволено е во било кој период? Тоа е континуирано. Во секој период, значи, ние работиме советувалиштето од 8 до 15 часот. Бесплатно е, значи, во работните денови е тоа. Исто така и еднаш месечно има теренско ХИВ тестирање, значи во комбето кое што доаѓа во претходно определени денови, така да и за тоа се информирани. Особено тука се оние кои што се заинтересирани, интравенските корисници најчесто ги практикуваат овие тестови, така да тоа е на ниво, значи, на општината. Така, каков е процесот на ХИВ тестирањето? Значи, тоа е многу едноставно. Доаѓа лицето кое што сака да се тестира, ги добива прво оние совети што се пред тестирањето, се запознава со тестот, значи едноставна капиларна крв се зема од прстот, тестот се изработува за 10 минути, и потоа, значи, исто така, нели, добива она услуга што, значи, ги се проценува претходно, нели, факторот за ризик, дали постои ризик, ако имало некое ризично однесување за еден краток период, исто така му се даваат совети дали треба да го повтори тестот, бидејќи оној период што е од 2 до 6 месеци, значи во Windows период, значи треба да се повтори тестот, затоа што сите понатаму, значи, начинот на однесување и препораки ги добива во ова советувалиште. Така, ХИВ инфекцијата е нешто за кое што сега се почесто со оваа современа модерна технологија може да се прочита, да се слушне на социјалните мрежи, на овие интернет страници, како и медиумски за оние кои што не користат интернет, да кажеме за луѓето од постарата генерација. Ајде, вие кажете ни сега, како може да се пренесе ХИВ инфекцијата, а преку што не се пренесува? Значи, ХИВ инфекцијата пред се тоа инфекција која настанува од хуман имунодефициентниот вирус. И како што самите рековме, цело време зборуваме, значи, за некое ризично однесување. Значи, тоа е преку небезбеден секс. Дали тоа ќе биде маж со маж, дали жена со маж, дали, значи, тоа се преку оние секрети кои што се, дали тоа е вагиналниот или пак преку спермата. Значи, начинот на трансмисија, односно на пренесување на оваа ХИВ инфекција пред се настанува преку користење, значи, или небезбеден секс, значи без заштита. Дали тоа ќе биде орален, вагинален секс или анален секс. Значи, тоа е оној доминантниот начин на пренесување, односно незаштитен секс. Другиот начин на пренесување, значи, е користење или споделување на игли, иста опрема за инектирање на интравенски дроги. Значи, тоа е кај интравенските корисници на дроги, кои што споделуваат исти шприцеви и игли. Оној порано за вертикалниот пренос, тука станува исто збор од мајка на дете, од мајка ХИВ позитивна на дете. Меѓутоа сега се настојува, нели, да се значи, да се знае во текот на бременоста, значи, за својот ХИВ статус. Исто како превентивна мерка останува и она што беше, нели, првиот случај, како што знаеме, во Македонија беше преносот преку крвта, односно кај хемофиличари. Сега се контролира секоја крвна единица, се контролира на ХИВ и на останатите вируси на хепатит, така да и тој начин на пренесување. Она што е значено како не се пренесува, оние социјални контакти, значи дали тоа ќе биде бакнување, преку кашлање, кивање, искористење значи во секојдневниот живот, значи на таков начин, преку плунката, преку доењето, исто така останува, значи на тој начин, преку каснување на комарци, тоа е интерес.
нели ова, значи на тој начин не може да се пренесе ХИВ инфекцијата. Значи секогаш треба да дојде крв со крв, контакт треба да има на оштетена кожа или на слузница и така да вирусот може да се пренесе. Како начина исто така него кажав и оној што е кај здравствените работници пред се, значи не користење на лична заштитна опрема при вадењето на крв, затоа што тој начин исто така приликом вадењето нели на крв или некоја интервенција преку убод, некористење на заштитна опрема може да настане преносот на ХИВ инфекцијата. Како оваа инфекција делува во организмот? Значи пред се ХИВ вирусот го ослабнува имуниот систем. Со размножување на ХИВ вирусот организмот се бори, значи преку те 4 лимфоцитите, тој настојува да се бори и доаѓа до нивно уништување. Колку имаме поголемо вирусно оптеретување, толку имаме уништување на имуниот систем. Тоа е она првата фаза на инфекција. Со постојање со оптоварување на те 4 лимфоцитите, доаѓа до нивно уништување и сега организмот станува повеќе неимун, како што велиме, на некои опортунистички, тоа се некои секојдневни инфекции кои што ги имаат банални инфекции, меѓутоа тој реагира. Пред се тоа се на некои инфекции со кандида, инфекција со херпес вируси, понатамо во другиот стадиум се развиваат инфекции на капоши, саркомот, туберкулозата, така да всушност смртниот исход настанува од развивање на овие опортунистички инфекции, пред се нели малигни состојби. Затоа ние препорачуваме на време на откривањето на ХИВ инфекцијата, започнување со антиретровирусната терапија, значи го држи имуниот систем на тоа високо ниво на одбрана, така да не дојде во процес на појава на болеста, нели СИДА. Така. Дали во текот на лекувањето на ХИВ вирусот, кој што представува еден мултидисциплинарен сложен процес, како што рековме, постојат некои лекови кои делуваат? Како што неколку пати спомнав, значи на клиниката за инфективни и фебрилни состојби постои специјалистички тим кој што врши лекување на овие болни со антиретровирусна терапија. Оваа антиретровирусна терапија по одредена шема, значи нашите инфектолозите значи баш ја даваат, значи ги водат овие пациенти и тие на тоа ниво, значи на терцијално ниво се врши лекување на пациентите и така да едно лице кое што е ХИВ позитивно, значи може и 20 години, значи да ја прима оваа терапија и едноставно се чувствува здраво, значи тоа воопшто не значи води еден квалитетен живот и ние сме среќни што и се направи напор да и ние можеме да обезбедиме оваа антиретровирусна терапија за да можат пациентите редовно да ја примаат. Така. Веќе напоменавте за оние мајки кои што се заболени од овој вирус, а кои што се, да кажеме, во она бремена состојба. Што препорачувате во тие случаи? Дали би можеле да ни можеби напоменете некој пример каде што самото третирање, самата терапија делувала делотворно на некој начин и ефектот бил позитивен? Тоа е и целта, да се навреме прими оваа антиретровирусна терапија или па веќе ако го знаеме ХИВ статусот на мајката, на бремената жена, со примање на оваа антиретровирусна терапија да имаме ние дете, едноставно новородено утре, кое што не значи дека тоа ќе ја прими ХИВ, ќе биде носител на ХИВ инфекцијата и всушност и тоа е всушност и целта на нашите воопшто, значи навремено да се започне со лекување на тоа дете, за да тоа вирусно оптеретување се држи на најниско ниво. Значи воопшто може тоа да биде и да не се детектира, значи со ПСР техниката. Не спомнав, значајно е затоа што после добивање на оној ХИВ позитивен тест кој што е направен или со брз рапид тест, се прави и потврда во референтни лаборатории, се зема венска крв, се добиваат уште 2 позитивни резултати и потоа на Вестерн блот се става на
со ELISA методата и дури тогаш со PCR техниката која ќе се направи, дури тогаш зборуваме за HIV позитивно лице. Затоа што може значи не е, значи тоа си е национална стратегија, значи каде што еден HIV позитивен тест не значи дека лицето е HIV позитивно, значи тоа мора да се докаже, значи во референтните лаборатории во Институтот за јавно здравје и на клиниката за инфективни болести. Така, каква е симптометологијата, малку да ставиме акцент на тоа, на овој вирус? Примарната инфекција, кога настанува инфекцијата со HIV вирусот, тоа е обична, значи симптомите се слични како на настинка, како грип или повеќе како мононуклеоза. Значи со една малаксаност, со кашлање, со кивање, значи всушност како симптоми кои што наликуваат на грип. И затоа лицето и не се, нели, при она анкетата епидемиолошка, кога при разговорот не може ни да се сети на овој период кога настанала инфекцијата. Затоа што се појавува тој оток на лимфни јазли, кои што не се специфични, значи таа малаксаност, слабост, која што поминува за една недела и тоа не остава некој голем впечаток. Меѓутоа, веќе со понатаму со размножување на овие вирусните клетки, значи во организмот, како што реков, потоа се појавуваат овие опортунистички инфекции. Значи може да биде тоа појава на чист херпес, појава на кандида, значи дури до тоа е оние манифестни симптоми кога веќе биваат зафатени, значи сите органи, лимфните јазли, значи бубрезите, срцето, значи така да тука веќе со развивање со напредување на болеста се јавуваат, нели, како што реков, тие потешки стадиуми, низ 4 стадиуми поминува болеста, дури да заврши смртно. Затоа посебен акцент е, како што и денеска кажавме, значи треба да се тестира за да се навреме започне со антиретровирусната терапија. Така, тоа е една убава порака од вас како стручно, компетентно лице кое што секојдневно се бори за да не се зголемува бројката на заболените од овој вирус. Дали би сакале нешто да дадете за крај на нашата емисија? За крај би сакала сепак да им го доближам дека и нашата всушност за крај сакам да ја представам локалната стратегија која е и акцијскиот план на општина Куманово за заштита од ХИВ за периодот од 2016 до 2020 година, која е изработена, значи, од координативно тело во која учествуваше работна група како од Општата болница Куманово, од Центарот за зависностите, од Асоциацијата за здрав живот, затоа што и нашето население ќе биде информирано и со стратешките цели кои што ќе бидат опфатени во оваа локална стратегија, така да и ние како општина ќе се вклучиме во акцијските планови на нашата општина да спречиме и да појава и ширење на ХИВ-сида инфекцијата на ниво на нашата општина. Секако, значи, да го доближиме советувалиштето, да биде тоа да може да ги користат услугите на ова советувалиште, пред се, значи, тестирањето и навремено да се спречи ХИВ инфекцијата. Така. Ви благодарам за денешното гостување, за статистичките податоци кои што ни ги дадовте, а пред се за информациите кои што ги добивме од вас во врска со оваа болест. Благодарам вас. Почитувани гледачи, останете со нас, бидејќи по кратка пауза се враќаме повторно во студиото и обработуваме следна тема за разговор.